Добар и убав ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова шоу и секој ден готвам со цело задоволство за вас. На денешното мени имаме многу интересни јадења. Едното е полнет кромит или долма, како што го нарекуваат турците, а второто јадење е многу интересен модар патлиџан. Ќе направам хумус и ќе направам ролнички од него. Гледајте не за тоа што веднаш почнувам. Драги мои, денеска ќе направам нешто кое е навистина многу почитувано на истокот. Полнет, кромит или долма. На истокот, посебно во Турција, или полнетите зеленчуци ги нарекуваат долма. Што треба да направиме? Да земеме убави главици кромит, да ги излупиме убаво и да ги ставиме 10-12 минути во вода што врие, да се обарат малце. А потоа ќе ги трнеме на страна, горниот дел ќе го исечам и многу внимателно ќе издлабам внатре за да добијам празен простор каде што ќе ставам ориз. За оризот многу едноставно. Додаваме во загреано тавче малце масло. И откако маслото ќе се загрее, ќе ја додадам оризот да се прши. Овој пат нема да правам бујон, затоа што ја имам водата во која што се вари кромидот. Идеално, двата вкуса ќе се совпаднат, затоа што со оризот ќе ги наполниме главиците со кромит. Сега, на истокот, многу често во оризот додаваат и суво грозје или некое друго суво овоше. Ја денеска нема да го направам тоа, ќе го направам чисто само со ориз. Во маслото ќе додадам еден лист ловоров за да пушти убав мирис. Ловорот е навистина нешто кое вистински го почитувам, затоа што првенствено е многу здрав, а второ е идеален кога се готви, затоа што дава една прекрасна арома која вистински плени. Ниту една манџа, ориз или што и да е не може да биде добра ако во нејзе не додадеме ориз. Второто јадење ќе биде ролнички од модар патлиџан. Модриот патлиџан, вака ќе ја исечам тршката. Овде тавчето го ставив на оган да се загрее добро, затоа што лентите што ќе ги исечам, ќе ги испечеме кратко. Меѓутоа, пред да ги испечеме, ќе ги посолам и ќе ги оставам малце на страна да ја пуштат водата, потоа ќе ги исушам, ќе ги намачкам со малце масло и ќе ги ставам да се подпечат. Сега треба внимателно да извадам од овдека цели ленти кои ќе можам да ги завиткам после. Одлично, еве ги. Супер. Само внимавајте лентите да бидат убаво исечени за убаво да можеме да ги завиткаме. И ќе направам еден хумус. Леблебијата, тоест наутот, веќе си се вари 24 часа, остои во длабока вода, убаво набаври, со малце сода во него, со цел подоцна подобро да се цвари. И внимавајте кога правите хумус или некој таков крем, наутот или каква и да е друга намирница треба да бидат многу добро сварени. Што значи тоа? Кога ќе земете едно зрно, кога ќе го стиснете, буквално да може да го смачкате. И ова само внимавам да не се исечам. Ете го. Супер. Ова повеќе нема да ми биде потребно. А јас сега ќе ги распостелам на даската и ќе ги посолам како што ви кажав. Во оризот сега ќе додадеме сол. Што ако додадеме на крај, оризот нема да биде солен. Ајде сега да ги посолиме и модрите патлиџани. Сол секако ќе повлече водата од нив. Ете така. И овој процес мора да го направиме, за да можеме и убаво да ги свиткаме, нели?
има доволно. Еве го оризот убаво си почне да се пржи. Сега свака ќе ги соберам, ќе ги ставам на едно место, затоа што треба да го исецкам лукчето, а исто така и лешниците. Лешници, ореви, други апетисани, се е дозволено да ставите кога полните кромит. Еве го лукчето. Сега во него ќе додадам и една лажица доматно пире. Лукче и домати. Идеален вкус. Сите го сакаме, верувам. И сега полека ќе додаваме од бујонот, кај што се вари кромидот. Полека, постепено. Одлично. Убаво си крчка. Сега грубо ќе ги сецкам и лешниците и нив ќе ги додадам. И внимавајте кога го правите оризот, постојано додавајте од врелиот бујон од кромит. Тие треба убаво да омекнат од озгора, за да можеме да ги исечеме и да ги наполниме. Еве, сега додадов жежок бујон. Тоа ќе си крчка и полека идеме едно по едно. На пола исечен па печен ќе ви покажам доста интересни јадења кои се навистина и препознаени на многу места во светот, затоа што се навистина многу вкусни. Одлично. Наутот е веќе добро сварен и јас што ќе направам? Ќе го ставам во блендерот. Во него ќе додадам едно чешне лук, ќе додадам сол, ќе додадам лимон, маслиново масло и тахини. Еве, тахини. И ќе додадам неколку чешниња печен лук. Многу го сакам вкусот на печениот лук, а овде идеално ќе одговара. За оризот уште малце бујон ќе додадам. И вака паралелно си работам и на едното и на другото и вистински си уживам затоа што вкусот на храната што ја готвиме треба да ја прилагодиме според она ние што јадеме и оние вкусови што ние ги сакаме. Можеме да додаваме и некои новитети како нови вкусови, меѓутоа секогаш помалце, прво како за проба, а потоа ако ви се допадне, нели, идеме јурише. Ајде сега ова да го изблендирам добро. Ајде, оу, каква одлична густина. Одлично, тахини. Одлично. Хумус. Оризот е готов. Јас сега ќе напунам ладна вода во длабок сад. И кромидот ќе оставам во ладна вода
се пресече термичката обработка, а потоа ќе го исечам, ќе го издлабам и ќе го наполнам со готовиот ориз. Ќе направам сос на база на домати, ќе додадам зачини и ќе ставам во огнеотпорно тавче. Сето тоа добро да се испече. Ево вие ќе ги трнам на страна. А ја да видам до кај сум со доматите, дали ја пуштија водата? Да, одлично. Тавчето е супер жешко, ама ја сега тоа ќе го префрлам на огнот. Ете така. И оризот е готов и тоа ќе исклучам. И сега земете хартија за бришење раце, правете ја вака и секое парче модар патлиџан и сушете го, соберете го вишокот на течности. Откако ќе го соберете вишокот на течности, со четка ќе ги премачкаме едно по едно сите парчиња. Одлично. Ајде уште едно ќе собере во тавчето. Убаво мириса. Само тенко премачкуваме. Структурата на модриот патлиџан е како сунгер. Прима многу маснотија, затоа секогаш внимавајте, доволно е да биде само намастено. И ќе ги ставиме да се потпечат, без да омекнат. Ете така. И истата постапка со сите парчиња. Во тавче ќе додадам малце масло и веднаш по тоа ќе ги додадам доматите, меѓутоа да проверам докаде се. Еве го модриот патлиџан. Одлично се испече, баш онака како што сакав. Додека тие се печат, јас кромидот ќе го издлабам. Сега ќе го извадам од вода. Ќе го ставам убаво да се испржи доматот во маслото. Видиме вие до кај ни се. Одлично. Ќе ги ставиме едно врз друго. И тие дополнително ќе омекнат. Ајде овие да ги намачкам на брзина. Многу нежно. Од едното парче зимајте и мачкајте на другото, како што ви кажав, не смее да има многу масло. Сега само од бујонот од кромидот ќе додадам малце во сосот и ќе зачинам. Ќе зачинам со сумак, сол, црн пипер, малце Макдонос и ќе додадам ситно сецкана чили пиперка, колку да го разигра апетитот. Тоа е тоа, ајде сега да видиме што ќе правиме со кромидот. Многу едноставно и многу лесно. Исечете го вака. Овој дел ќе го исецкаме и ќе го додадеме во доматниот сос. Значи, ништо не фрламе, све ќе искористиме. Ова ќе биде одличен сос. Сега полека, не до крај, оставете
простор околу 1 сантим, малце помалце од 1 сантим. А другото извадете го и ќе го добиете овој момент. Сега истото ќе го направам и со другите. Многу лесно може да го излавите кога ќе го обарите прво, како ја што направив, и тогаш ќе добиете убав полнет кромит. Ако пробате да го излабите додека е жив, а не обарен, тогаш веќе имаме мал проблем за тоа што може да пукне и тогаш ништо не сме направиле, нели? Полека со ножето навнатре и тоа ќе излезе. Спремете се 180 до 200 степени загреана рерна, околу 30 минути ќе бидат потребни за ова да испадне баш онака како што го прават на истокот. Да видиме доматите до каде се. Овие се малце попечени, ама ќе омекнат и ќе можеме исто така убаво да ги завиткаме. Одлично. Погледнете како испаднаа сите. Супер. Сега, да го исецкам кромидот што ми остана, да ги тргнам овие домати за тоа што се и тие готови. Убаво едно врз друго и нема да има проблем никаков. Сега да го соберам кромидот, да го додадам во сосот. Ете го кромидот. Сега да ги наполниме со ориз. Убаво стиснете до доле да има ориз. Целата главица треба да биде полна. Сега земете од целата оваа смеса, ставете на дното. Замислете после 45 минути каков ќе биде вкусот на кромидот со доматниот сос и со зачините. Идеален. Тука само од озгора ќе додадам уште малце сол и еве што треба да направиме. Стискаме и додаваме уште малце и ја ставаме едната главица внатре. Истото го повторуваме и со останатите главици. Еве и последната главица. Ова ќе го исклучам. Навистина убава долма или убав полнет кромит. Многу вкусен. Наместете ги убаво и вака спремни одат на печење 45 минути. степени, 45 минути. Идеална температура, идеално време за овој полнет кромит да биде навистина добро испечен.
Јас сум спремен. Долмата полнетиот кромит испадна одлично. Сега уште да ги наполнам и доматите. Вака ќе ги наредиме. Ајде сега по малце од хумусот. Не претерувајте со полнежот, со хумусот, затоа што не е убаво да истече од сите страни. Убаво е да го има доволно, за да изгледа пред се убаво, а за вкусот не сакам да коментирам. Хумусот е вистина магично нешто кој се добива од обичен наут, кој многу од нас си не го користат. И сега полека, многу нежно, завиткуваме, ете така, и ќе стиснеме малце колку да се појави од страната. Меѓутоа да не го изгуби обликот. Истото со сите. Последното. Ете така. Сега ќе додадеме малце рукола во чинијата. Одлично. Ќе додадеме малце од семките кои се многу здрави. Тиква, додадов и коноп. Ќе додадеме некое зрно калинка. Се сосема доволно, а овие ќе ги пробам, тоа што многу сакам да видам каков е вкусот комплетно. Додаваме маслиново масло, малце од синапот, и тоа е све. Идеална порција како пред јадење. Ем убаво изгледа, ем е свежо, ем е хранливо и све си е како што треба. Направете го ова и нема да зажалите за тоа што навистина вкусот е многу добар. Сега, во средина на чинијата ќе додадеме од сосот со кромит и домати. Ќе земеме една главица полнет кромит. Ќе додадеме од семките, дополнителен протеин. Една лажица маслиново масло. И нека заборавив да додадам малце нане од одзгора. Да биде свежо и да биде убаво. Едно, две, тука три. Се надевам дека ви се допадна ова што денеска го направив за вас и дека и вие ќе го направите дома за вас и за вашите најдраги.
долма или полнет кромит. Всушност, во Турција сите полнети зеленчуци ги нарекуваат долма. Јас денеска одбрав да направам полнет кромит и испадна на вистина многу вкусен. Постојат многу разни начини како да направиме полнет зеленчук, меѓутоа денешново е за чиста десетка. А полнетите ролнички со хумус, направете ги вистински, уживајте за тоа што на вистина испадна многу вкусно. Да ве потсетам да ја посетите и нашата веб продавница 4сезони.мк и да одберете се што ви е потребно за да може да сготвите убава, вкусна и здрава храна, и да ги поздравам моите пријатели од специјалистичкиот центар за медицина и рехабилитација ПЗУ Ива Беланова, кои се грижат за мене постојано да бидам во одлична форма. Ви благодарам, а ви благодарам и на вас, драги мои, што сте секој ден со нас, и да ве поздравам и да ви посакам убава и пријатна вечер.